Почитувани, денеска во Собранието во процедура влегува буџетот за 2020 година. Буџетот за 2020 година е развоен и со својот фокус го става човечкиот капитал. Продолжуваме да вложуваме во зголемување на платите и пензиите, продолжуваме да обезбедуваме повеќе пари кај граѓаните. Вложувањето во човечкиот капитал е неопходно, затоа што треба и мора да бидеме конкурентни со глобалната економија, за да можеме да го одржиме економскиот раст. Буџетот за 2020 година представува инвестиција во подобро здравство, подобро образование, подобра социјална грижа, инвестиција во развој на инфраструктурата. За разлика од ВМРО-ДПМН, која земаше од граѓаните за лажен барок, споменици и палми, ние инвестираме во она што е важно за секој граѓанин. Новиот предлог буџет за 2020 година во здравството, образованието и социјалата предвидува инвестиција од вкупно 154 милиарди денари. Тоа е зголемување од повеќе од 10 милиарди денари во споредба со ребалансот од 2019 година, односно од претходниот буџет. 1,5 милиарди денари предвидени се за капитални инвестиции во здравството. Одвоивме 1,4 милиарди денари за капитални инвестиции во образованието, за реконструкција и изградба на училишни згради и спортски училишни сали. Во 2020 година проектиравме реални капитални расходи на ниво од 23 милиарди денари. Инвестициите се наменети за интензивирање на инфраструктурните проекти, односно за патна и железничка инфраструктура, енергетска и комунална инфраструктура. Паралелно со тоа продолжува и растот на платите. Веќе во јануари за 10% поголема плата добиваат вработените во образованието. Од февруари лекарите специјалисти добиваат повисока плата за 25%, а медицинските сестри за 10%. Веќе од јануари пензиите растат за 700 денари, а со законското усогласување над 322.000 пензионери ќе добијат зголемување од околу 900 денари. Предлог буџетот за 2020 година е насочен кон поголема социјална еднаквост и надминување на социјалните разлики. Остануваме посветени на градење фер и еднакво општество. Апелираме на конструктивна дебата во Собраниската комисија за финансирање и буџет и повикуваме сите пратеници да дадат поддршка на предлог буџетот за 2020 година, кој е во интерес на граѓаните, државата и економијата. Ви благодарам.